добра вечер. Четврток, 20 часот и 30 минути, ова е најновото издание на емисијата Визави. Мој вечерашен гостин е драмскиот писател Митко Бојаджиски. Добра вечер, добре дојдовте. Добра вечер, ви благодарам на поканата. Во најавата за Митко Бојаджиски би рекла дека е еден од најпоставуваните драмски писатели со својата драма Кецна десетка или Нечука и блиску во срцето, затоа што ова е драма која што се игра во континуитет долго време во Македонскиот народен театар во Скопје. Почна од Струмица како Нечука и блиску до срцето. Може ли да ни објасните пред се колку пати веќе се изведува ова представа и што е тоа што ја држи толку многу во живот помеѓу скопската публика? Па тоа е, значи почна од Струмица, како што рековте, беше тука 32 пати се одигра во 3 сезони. Во Скопје веќе 5,5 години на репертуарот. Се има одиграно 65 пати и според некои мои проценки ја имаат гледано некаде околу 18,000 луѓе. Тоа е прилично сериозна бројка за македонски услови, во земја колку што сме ние и со една таква театарска култура која што постои тука. Па јас колку што знам нема друг поуспешен пример во моментот. Представа од македонски автор. Значи за последните 10 на 15 години мислам дека таа е изведуваната представа од македонски автор, што мене лично многу ми значи. И јас се обидувам да ги кажувам тие факти, затоа што чувствувам потреба поради ситуациите во кои што сите работи се релативни кај нас во државата. Митко, дали е потребно да се облечат железни опинци за да заживее една драма? Па железните опинци се дел од мојата гардероба. Јас веќе имам 3 рала железни опинци скинато до сега. И целата работа почна практично како проблем уште кога се појавив некаде пред 10-11 години на сцената тука на Струмичкиот театар, кога влезе Нечука и блиску до срцето во програмата на Министерството. И тоа беше за мене нешто големо. И јас очекував дека тука сум во Струмица, меѓу струмичани, се знаеме и дека ќе бидам прифатен, ќе ми помогнат како во филмовите. Но за жал почна уште тогаш проблемите. Некако бев истретиран како грешка која што се дозволи, која што требаше да се поправи, па се направи една игра во која што требаше да ме снемат од сцената. И јас, доколку не бев таков како што сум, со некој борбен карактер, со некој искуство, и веројатно и така ќе се случише. Меѓутоа отидов тогаш во Министерството, разговарав тамо, тие ми рекоа проблемот не ти е кај нас, проблемот ти е во Струмица. Меѓутоа, бидејќи Струмичкиот театар Центарот за култура се филијала на Министерството, тие ми рекоа добро, во ред, грешката е наша, следната година, сега е промашена веќе работата, меѓутоа следната година пак ќе те ставиме во програмата. И така и се случи, така почна работите. Тогаш промашив цела година заради таа игра, во секој случај. И до ден денеска е така. Практично разни проблеми колку сакате. Јас сум пишувал доста за тие работи, некои од гледачите имаат читано веројатно. И тоа е тоа. Практично, уште ќе треба пинци затоа што така се поставени работите едноставно во државата. Кажи ми како стигна Нечука и блиску до срцето, односно Кецна десетка до Скопје. Тоа е проект кој што ти го туркаше, буквално.
Што се беше потребно за да се заживее таа драма таму? Тоа е една интересна приказна која што не сум ја раскажувал до сега, тоа ретко сум го правел. И во еден момент се запознав со една интернационална компанија во Скопје и покажаа добра волја дека сакаат да ја финансираат представата. И јас почнав да барам начин како тоа да се реализира, контактирав со еден наш театарски познат човек, меѓутоа се одолговлече многу работата, па потоа почнав да размислувам за алтернатива, дали тука во Македонија, во Србија, во Бугарија, што да правам. И во еден момент ми текна, шетајќи низ Струмичкиот парк, да му се јавам на Драган Спасов Дац. И му се јавив, му ја кажав ситуацијата, му го дадов текстот, тој ми се јави следниот ден, ми кажа дека му се допаднала представата и дека сака да ја прави, но не како глумец, туку како режисер и дека има режисерско искуство. И супер, одлично, тој следните денови контактираше со МНТ и тоа се реши како проблем каде би се поставувала. И јас сега одам во интернационалната компанија во Скопје да им ја кажам добрата вест. И тие ме пречекуваат со лошата вест дека се променило раководството и дека веќе нема желба да ја финансираат. Ми дадоа тама некои символични пари колку да ме испочитуваат и така заврши со нив. И сега се најдов во многу интересна ситуација. Немав, значи имам каде, имам организација направено, меѓутоа нема пари. И ајде почнав по... значи морам да напоменам дека Министерството за култура не е финансиер. Да, тоа го спомнавте, дека не е, дека Не, само да, во Струмица нема првиот банка пат... дадено Така. за Скопската. Така, за Скопската зборуваме. спомнавте. И почнав со спонзори, барав, дојдов до една сума, меѓутоа ми фале уште 3000 евра за да ја заокружам таа финансиска конструкција. Зошто ви беа потребни толку финансии за да ја поставите представата во Македонскиот народен театар? Што се требаше вие да покриете како собственик на текстот? Па тоа е, видите, поставувањето на, да кажеме, сериозна представа е, сепак е скапа работа. И тука има многу работи. Треба, костими, сценографија, треба, режисер. Не знам, јас просто на крајот парите почна да одат натаму наваму, така како што беше замислено, и дојдовме до една оптимална ситуација во која што имаме представа која што можеме веќе пред публиката да ја покажеме во полно светло. И така, јас веќе се најдов во ситуација кога нема доволно пари, фалат уште 3000, требаше да или да им ги вратам парите на луѓето или да најдам уште. И јас си отидов во банка, си зедов кредит од 3000 евра и така го реши проблемот. И така, Познавате ли друг случај, вака, во овие кругови, за луѓе, уметници, кои што подигнале кредит за да ги остваруваат своите соништа, да речеме? Затоа што предпоставувам дека тоа е ваш сон да се игра вашата представа. Не знам дали секој пробува да се снаоѓа на некој начин кога веќе не функционира кај Министерството за култура. А има многу луѓе кои што не функционираат, има многу луѓе кои што секоја година без разлика на резултатите се таму во Министерството, во програмата. И сега тие што не се мора да барат начин како тоа некако Дали вие конкурирате редовно во Министерството или кренавте раце? Секоја година нели има реакции генерално околу конкурсите, но какво е вашето искуство? Како реагирате сега? Дали се уште уредно подготвувате апликации, аплицирате, барате соработници? Па јас редовно тоа го правам. И сум пробувал повеќе театри, најмногу имам 6 години наред
имам аплицирано во Струмичкиот театар. Не бива, едноставно. Јас сум свесен дека е голем греф да се биде струмички автор. Да, меѓутоа сите ние уметници, јас го имам тоа чувство. Значи уметниците генерално го имаат чувството дека не се сватени, дека не се прифатени, дека тоа е можеби и во нашата природа да очекуваме дека нашите дела треба да влезат, но постојат и други филтри. Меѓутоа, може ли да ми кажете за соработките во кои што сте се обиделе да влезете? Еве, спомнувавте пред неколку години дека има соработка со бугарски режисер и дека сте се обиделе да постави некоја од вашите драми. Што со тамошните соработки? Еве, например, во бугарски театар. Сте се обиделе ли таму, кога веќе имате такви конекции? Па, јас имам разговори со бугарски театарски луѓе, имам и со српски. Бев меѓу другото и на еден најголемиот конкурс во Бугарија, таму добив награда за текст. Конекциите ги имам. Како е таму? Еве, нели, штом сте имале такви искуства, каков е патот да се стигне во театарот во Бугарија, во било кој од театрите? Во принцип не е лесно никаде. Ниту во Бугарија, ниту во Србија, и таму се влезени политиката, што е катастрофално. Мислам, кај нас знаеме како е, тоа е многу лошо. Меѓутоа, таму исто така се соочуваат со тие проблеми во Србија и на други места. Тоа е еден свет во кој што не знам, функционира на некои начини кои што некои познанства, некои интереси и така натаму. Проблемот кај нас со драматургијата лично е што парите ги дава Министерството за култура и кај што се парите, таму може да се појави ситуација за да може да се реализира одредена представа. Доколку нема пари, автоматски, колку и да е добар текстот, просто не врви. Меѓутоа има и алтернативни театарски групи. Постојат млади режисери кои што подготвуваат представи за свое дипломирање и слично. Сте се обидувале ли можеби вашите текстови да ги понудите таму? Какви се реакциите? Независниот театар покажува некои зачетоци, па дури и овде во Струмица. Можеби и од таму треба да се тргне кога се тешки каналите, еве да речеме, да стигнат драмите или режисерите во самите театри да ги побараат вашите текстови. Тогаш што е со младите? Па видете, јас имам исто така контакти со одредени млади режисери. Мене лично не ми е толку фахот, нели, независната сцена. Сепак тоа се луѓе, јас сум ги давал представите и во мој интерес е да бидат колку што може повеќе на располагање на луѓе кои што ќе имаат, нели, ќе добијат некоја желба, некои услови. Меѓутоа пак се во прашање парите, па макар и минимални средства. Тогаш треба да се разговара за одредена волја, ентузијазам и малку пари со кои што исто така може да се направи убава представа. Меѓутоа, сепак тоа е повеќе работа на режисерот. Јас како писател можам да настојувам, да барам некои начини, но сепак сум ограничен со тоа, затоа што не е ни лесно да се барат пари на тоа. Но и не е ваша работа на крајот на краиштата. Ваша работа е да пишувате, така нели? Така би требало да биде во една нормална држава и сега тука зборуваме како да се снајдеме, нели, за да дојдеме до сцена. Што е за вас поважно? Дали да се создава
текстовите да постојат или она што ќе се создаде задолжително на некој начин еве во наводници да биде прикажано, да биде заживеано на сцена. Затоа што имаше една максима на некои од постарите, особено писателите, кои што велеле дури и да се премолчува нашето постоење, делото еден ден ќе зборува за нас. Вие како размислувате на оваа тема? Искрено да ви кажам, јас размислувам дека треба еден добар текст кој што има сценски потенцијал, сценски капацитет, треба да се постави на сцена. На крајот, пишувањето на драма е за да се постави на сцена. И јас не можам да избегам од тоа, дека сега ќе пишувам, па после 100 години некој ќе ме открие. Јас го знам мојот квалитет. Еве се покажува со кесна десетка. Ви ги кажа бројките за кои се работи, тоа треба некој да го стави во предвид и да функционираат работите на некој начин за да може да се дојде до сцена на начин што еве сте покажале некој успех, па тоа треба да се почитува, да се цени и така натаму. Тоа не се случува и полно е такви случаеви, не сум само јас. Апсолутно. Како што има и случаеви кои што многу мазно си поминуваат. Си ги има тие условите што им се потребни, си функционираат и така натаму. Но тоа е тоа. Ајде да се навратиме на насловите, затоа што ова сепак е представа која што ве обележува вас како драмски автор. Зошто беше најпрво Не чукај блиску до срцето, па потоа се преименува во Кецна десетка? Во драмата има една песна која што се вика Не чукај блиску до срцето. И таа песна е театарска песна, нема амбиции да биде уметничка. Напишана е од некој кој што мисли дека е поет. И тука целата таа работа си има функција на сцената и одлично функционира. Мене ми се допадна насловот и го ставив насловот на целата драма. И тоа со мерак си го направив. Арно, ама после некое време забележав дека луѓето не може да го запомнат насловот. Тоа е поетично, убаво, така фино, меѓутоа ја гледал представата, меѓутоа после не знае да каже на која представа бил. И тоа не е добро за театарот. Не е добро веројатно и за било кое дело. Поубаво е да биде функционално да се запамти, меѓутоа во театарот е потребно тоа. Значи да имате наслов кој што луѓето ќе знаат да го кажат. Проблем. И сега тоа го регистрирав како таков. И кога дојде ред во Скопје да се прави со ДАЦ, и седнавме таму на 4-ти спрат во една просторија во МНТ, почнавме да го чешламе текстот и тој прво што ми каже, вика мораме да го смениме, треба да го смениме текстот. И кога го каже и тој тоа, викам, ето, веројатно треба стварно судено му е да треба да се смени текстот. И тогаш седовме едно, ставивме на маса 1, 2, 30 предлози кои што имаат допир со текстот. И почнавме еден по еден да ги отфрламе и на крајот Кесна десетка излезе како најприкладно нешто, кое што лесно се памти, а тоа е многу важно, затоа што на публиката и да и се допадне представата, а и се допаѓа, и утре оди нели на работа, на школа и треба на некој да му каже: "О, сношти бев таму и таму, ја гледав таа представа" и треба да го каже името. Кажи ми, што се работиш во моментот, а што имаш готово во фиока? Велиш 30 години се занимаваш со пишување драми, па предпоставувам дека има приличен број на дела кои што чекаат на некакво понатамошно развивање и заживување. Па јас всушност почнав како поет. И
Тоа се случи тамо во студентските денови во Скопје. Додуше јас пишував уште од дете. Читав многу и кога веќе толку многу читате и секогаш постои ризик да ве фати мерак да почнете и да пишувате. И кај мене тоа се случи. Напишав тамо една песничка, продолжив тамо да се занимавам со пишување и дојде ред таа книга да се објави, кој што беше единствен начин тогаш да се направи дебитантска книга. И таа година се објавија три книги. Тоа беше во Организација на книжевна младина на Македонија, од кој што едната беше моја и председател на жирито беше Владо Урошевиќ, нашиот академик. И така почнав, меѓутоа, после пишувањето на книгата почна да се променува системот во кој што живеевме. Пати да се распаѓа СССР, Чехословачка, Југославија и така натаму, и целата ситуација придоби некоја прозаистика и така и почнав да се занимавам. Ми текна дека, просто почнав со драмата и во моментот имам 8 драми. Напишано, имам роман напишано, поради разочараност од драмското пишување? од целокупната драмска ситуација. А со романот што планирате? Да оди прво во некои конкурси? Можеби? Романот требаше всушност да биде сценарио за филм и јас го почнав како сценарио, но по инерција тргна како се претвори во роман. И сега јас практично го имам напишано романот, меѓутоа имам гланцање и така натаму, некоја работа која што е кој знае до кога ќе трае, ќе видиме, меѓутоа јас сум перфекционист, така да колку што треба ќе ја работам, затоа што ми е предизвик и тоа. Исто така имам една книга која ја пишувам веќе 10 години, се вика Театарски приказни. Какви приказни се тоа? Па тоа се приказни од зад кулисите. Значи има тука многу Анекдоти можеби па, нешто? Случки? Има анекдоти од разни жанрови, има разни приказни кои што јас како селектор мислам дека на крајот ќе биде книгата изворедна и ќе привлече доста. Што ве поттикна да го сторите тоа? Па јас имав лично една моја приказна која што така со кеф ја раскажав во разни ситуации и еднаш ми текна, викам, види, човек е минлив и таа приказна вреди да се запише, а ако не се запише, едноставно може после да се изгуби. И ми текна кога веќе имам така пријателски контакти со глумците. Тие се сепак креативни луѓе, кај нив може да се најдат интересен материјал. И пробав тогаш со Димче Мешковски ја запушев таа работа пред 10 години и тргнав така, сега имам едно 25 и веќе сум при крај, ќе планирам овој месец целиот материјал да го соберам, да ја склопам книгата и претпоставам дека нема да биде проблем до година да се отпечати. Одлично. Па да ни споделиш ти некоја своја случка од представите вака во име не само на она што го собираш во книгата, туку нешто што ти оставило впечаток. Некоја можеби интересна анекдота од она што како искуство го имаш, еве. Претпоставам дека си бил присутен за време на поставувањето на голем број од овие изведби во Скопје, во Струмица. Да. Со актерите можеби нешто. Ќе ви кажам две работи кои што не се тоа поврзани со книгата, меѓутоа баш се поврзани со кесна десетка. Еднаш после представата отидов кај Александар Микич и кај него во собата и почнавме да си разговаравме, му задзвони телефонот и почна да зборува на телефон и после кога заврши ми вика:
Абе, вика, ми се јави еден мој човек, 10 години не беше дошол на театар, бил разочаран од представите кои што ги гледал. И сега јас морав да му најдам некоја представа што ќе му се допадне, затоа што пак ќе го нема 10 години. И сега ми се јави да ми заблагодари. Предпоставувам беше случај за вашата представа. Да, јас сум десетка и тоа беше еден комплимент за мене. Одлично, одлично. Една друга случка која што сама по себе е интересна. Седнував на, нели, треба да почне представата, седнувам на моето место и додека се движам таму и гледам позади мене две девојки од 20 години, убави и многу слични, се гледаше дека се близначки. И почна представата да се одвива, во еден момент се случува една кулминација, сериозна ситуација и тоа тече и почнува една ситуација во која што едната почнува да се смее, а другата почнува да плаче. И тоа после ме замисли како нешто интересно. Во секој случај самата таква ситуација покажува дека представата има една ширина која што дозволува да ја сватите на свој начин. Да, и кај секој човек да побуди различни Точно така, емоции. и тоа е исто така еден интересен квалитет. И има едно нешто кое што еднаш исто така во една кулминација на представата, пошто таа е комична, цело време така е напишана, но е и социјална драма која што има своевидна приказна, која што, нели, како таква, така се доживува. И во моментот сите молчат. Значи, мува да ќе ја чуеш. И во еден момент гледам во еден дел од текстот додале нешто глумците и мене тоа ми стана интересно, самиот факт дека уште се развива, уште живее, нели? Да. И јас се насмеав. Не многу силно, тивко беше, ама се слушна, нели, оти се насмеав. И една господја пред мене, кога ми се заварте, па кога ме погледна, како некој идиот што прв пат доаѓа на театар. Не знае да се однесува. Не моје место тука, залутал тука. Да. И јас сватив дека, нели, јас грешив работата, ама битна и ништо, само ја замолив, мислам, и се извинив. Си добивте укор на собствената представа. Ништо, јас само се извинив и тоа ми остана ми остави еден голем печаток како може да се случат работите во една представа. Мите, ти благодарам за овој инспиративен разговор. Се надевам дека наскоро повторно ќе имаме можност за плодни разговори со многу проекти кои што ќе се случуваат, затоа што верувам дека ќе има интересни приказни вредни за споделување. Еве да почнеме од оваа книга што ја подготвуваш, па да научиме и да дознаеме нешто повеќе за животот зад театарските кулиси. Да, ќе ми биде чест и задоволство. Ви благодарам многу за поканата. Така. И вам, почитувани гледачи, ви благодариме за времето што го одвоивте да го проследите овој разговор. Довидување и убава вечер.